Денеска во студиото е Марија Павловска, ликовен уметник која неколку години твори и работи во Њујорк. Добар. Добар ден. Кажете ни колку време живеете во САД, како стигнавте таму, со што се занимавате во моментов? Јас, како што кажуваат моите и како што јас знам да кажам за себе, откако сум родена се знае дека ќе бидам уметник. Што значи тоа? Ѕидовите не биле доволни од шкртање и од све, значи мајка ми и татко ми и така, значи се знаело дека ова дете црта, ова дете е по уметноста и така. И следаше средното уметничко училиште, факултет за ликовна уметност во Скопје, во класата на професор Симон Шемов, магистратура исто завршив тука и како што налагаат факултетските денови, после магистратура имате вие право да се веќе појавите како личен автор со свој проекти и изложби и така со моето представување во Македонија бев приметена со автентичен израз. Понатака, благодарение на Министерството наше на култура и неговата програма, меѓу мои првите изложби што се случија самостојно на Скопско лето, Музеј на современа уметност, Музеј на град Скопје. Од тука натака бев пратена во Виена да соработка Министерството за култура на Австрија со Министерството за култура на Македонија, каде добив резиденција. И да кажам дека моето надвор представување, тоа ми е прва одскочна дестинација. Приметеноста беше на огромно ниво во тие 3 месеци со големо приметување на самостојната моја изложба на отварањето. И бев поканета пак да отидам од нивна страна, од страна на Министерството за култура, со што произлезе веќе од штампани материјали, значи тие резиденции од цел свет, они што соработуваат со другите земји, бев одбрана во 2003 година, мојот цртеж, моите дела да се одштампаме како репрезентативен материјал со соработка на друга земја. И тоа произлезе маркетинг, новини, часописи во Австрија, во главните новини во Виена. Од тука бев пратена во Париз на моје големо задоволство и тука веќе се спомнува, значи мојот личен израз авторски со мои колеги од светот. Марија, твојата уметност ова, Марија ова. Ние имиња што не ги знаеме. Марија, твојата уметност Саид Вомбли, Марија, твојата уметност ево насока на Ричард Сера и така натака. Како автор сум многу продуктивна и огромно време поминувам во моето ателје. Нашата работа е многу себична, знаете. Ве бара комплетно само. И моето присуство во ателје произлегува многу продуктивност. И кога ќе се каже Марија, зар пак одиш таму, зар Марија одиш таму, тоа е се врз основа на резултат. Значи, активен процес на работа и кога се има работа, кога се има резултат, државата нормално дека те поддржува. Само со резултат, тоа што сакам јасно да го кажам. Понатака, пак благодарение на програмот на Министерство за култура, огромни честитки, беше изложбата во Софија, изложбата во Берлин, конечно воспоставија програм со галерија во Њујорк и на конкурс добив прва моја изложба во Њујорк. Значи, предходно исто, врз основа на тоа колку јас работам и сум продуктивна, значи ја не седам, ќе го видиш градот и музеј ќе посетиш, меѓутоа ти си таму пратен да развиеш понатаму, да добиеш контакти, да се видиш со светот, да добиеш понатака галерија. Црвен тепих никому не му постила, да знаете. Значи е до тебе, а државата помага ти да го добиеш тоа да си надвор. И, значи, предходно отидов пак во Париз, пак отидов во Берлин, пак ме поканија од Виена, значи не е само Министерство и си се вратил, значи врз основа на мојата активност сум поканета од земјата, галерија или музеј, повторно се вратам со проект. Истото се случи и во Њујорк. На самата изложба бев приметена до контакт до галерија и тоа беше 2007 мај. И се вратив јас, изложбата беше 2007 мај, се вратив во октомври врз основа на
покана на галерија друга, Upper West Side во Њујорк. Тоа никој не би го пропуштал, знаете. И јас ја почнав соработката со галеријата. Денеска не соработувам со таа галерија, меѓутоа тоа беше отскочната врска да се вратам пак. Макотрпноста да не ви ја кажувам, нас наоѓање, немање ателје, друг град, соработка, како да се тоа живее, да се изживее денот, нели? Меѓутоа, кога се сака, се може, галеријата ми даде простор да работам и така. И тој контакт се оствари на неколку години и до ден денеска јас живеам на релација Њујорк Скопје, со тоа што 2012 година аплицирав и добив резиденција во еден од најпрестижните музеи во Њујорк, Њујоршка ареа, Мана Контемпорари. Резиденцијата што се добива, значи покрај 6 спрата галеријски простории, каде што се остваруваат изложби на врвни автори, живи, така. Има 2 спрата ателјеа, каде што современи уметници, Emerging Artist Studio, добиваат ателје, меѓу која една сум и јас. Јас сум единствената од источниот регион, да кажам, наш, бивша Југославија, Македонија, и сум најмлада особа која присуствува во музеот. Многу е тешко да се влезе. Апелирам до сите уметници дека се може, доколку се сака и доколку се работи. Значи, како што кажуваат повозрастните, дека од небо само дожд ќе ти падне. Така. И се станува збор, значи една година резиденција, таа што сум јас, се има можност да се реаплицира, да го задржиш ателјето само врз основа на докажани резултати од годината, ако им одговара на нив да те задржат или да не те задржат. Јас сум веќе, ова ми е 5-та година, во моментот сум во Македонија, дојдена со многу убава цел. На 19 септември одбранив докторски студии, докторат, во менторство на професор доктор Кокан Грчев. Моје големо задоволство каков ментор и како сето тоа е водено. Материјалот е одличен, темата е секако ликовна. Она што јас го работам, она што од секогаш било во мене и како што е мојата уметност приметена, цртеж во сликата. Значи тој потек, тоа е моја линија, секој критичар, секоја рецензија, и ја реков, тоа приметено. И јас реков дека јас тоа ќе го напишам, зашто е во мене, го знам, го сакам тој материјал, макотрпно, значи не очекував дека тоа ќе биде толку макотрпна истражувачка работа. И темата е цртеж, историско-уметнички преглед на темата цртеж, низ историјата и епохите, низ стиловите и епохите, како база на едно уметничко дело. Тоа станува збори и за музиката, значи нотите, шкртките, да кажем, нели, за писателството, значи тие мали записи, тоа се цртеж. Ние не може да како дојде до проект. И на секоја изложба јас предпочитувам и добрите изложби, одличните изложби се секогаш подкрепени од каде тоа е, од најмалото ликче, најинтимните записи, невена како ти си дошол до таа реализација. Значи нема една зграда без темел, нема и така натака. Нема цртеж без скулптура, нема слика без скулптура, нема инсталација без скулптура. Концептуална уметност, што е да... И јас тоа сакав да го објаснам и го објаснив. Можам да кажам, да објавам дека после одбраната тоа ќе се штампа во книга, така да ликовната публиката ќе има, студентите полезно за сите ќе имаат можност да од каде да го имаат тој материјал на македонски јазик. Супер. Кажете ми сега, Њујорк важи, да се вратиме пак во Њујорк, важи за град кој никогаш не спие и дека, нели, ако успееш во Њујорк, си успел секаде. Оние стихови на Френк Синатра.
Како го доживеавте вие Њујорк како уметник? Баш како што рековте, информациите кои се секојдневни, од музика, од театар, од Wall Street, од метрото, од она сето што врие, искрено ги кажам дека тоа секој не може да го издржи. Значи, вие да живеете во Њујорк, треба да сте дел од Њујорк, да сте моćни да тоа го издржите. И затоа не може секој да опстои. Збориме сега ние за Њујорк. Не збориме за она бранша која никогаш не отишла во Метрополитен музеот, никогаш, значи, не го зборат англискиот јазик после 20 години, значи, сакам тоа да го напоменам. Јас живеам во Њујорк. Што значи тоа? Јас одам на отварање на пред отварање, на VIP отварање на Метрополитен музеј излог. Јас сум мембер во Гугенхем, член во Гугенхем музеот. Јас сум член во Метрополитен музеот. Сум во епицентарска установа. Значи, патот на вистинскиот пат, која ќе кажеш јас сум уметник, значи или која било професија, да го живееш во градот, не? Да си во градот. Тоа да се издржи, да не збориме тоа колку е скапо, значи, да се исплати, да се стамбен. И затоа е тоа така, мислам, поставено, за да не биде таму тој што не е таков. И сега вие во таа структура да се снајдете, тоа не е лесно. Сакам тоа јасно да го кажам. Се е толку брзо, значи ти треба да се снајдеш во таа брзина. Не сакам да кажам дека ние не живееме така. Доаѓа тоа и кај нас темпо. Ето, луѓето што контактирам, ни еден не рекол дека 3 сата веќе дома од работа дојден. Значи тоа се работи, значи тоа доаѓа и кај нас, тоа темпо на работа. И па да ви кажам дека е фантастично, одговара во сите можни мои физички, психички, морални вибрации, карактер, не? И се бориш секој ден е светно силна ден, значи не сакам да кажам дека имам поддршка, немам ништо, сум во светот сама комплетно и се може ако се сака да се издржи. Има денови кога толку сум уморна, не излегувам 2 дена од дома. Или во ателјето се случило толкава работа, да толкава енергија имаш што не знаеш каде да продолжиш или како и не можам во ателјето да влезам по 5 дена. Значи има тоа еден процес на таа активна работа и така. Треба да се тргнеш, треба да влезеш пак и така. Што се случува во овие 4 години додека сум во институцијата? Да, сега кажете ни за што станува збор. Значи, кога го добивате ателјето, вие имате приватност да работите како ваше ателје. Меѓутоа, затоа што си нивни уметник, со нивна резиденција, просторот е фантастичен, со сите највисоки можни стандарди, од урамување до пренос на пакување, секојдневни врвни предавања од музејски куратори до лица од културата. Мана на нивните отварања ја носи целата можна америчка и светска клиентела во областа на уметноста. И вие имате, со тоа што го отварате ателјето ваше на отварањата, вие имате достап до луѓе до кои сакате да бидете. Значи, вие не треба да одите кај нив, туку тие доаѓаат кај вас. Сега, врз основа на вашата работа, врз основа на она што го работите, понатака контактите се случуваат преку вас. Бев представена не само најмлада, и не знаев дека, ова сакам да го кажам специфично, мислев дека Мана се представува во Арт Базел Мајами, еден од најголемите уметнички сајми на уметност, кој секој автор сонува да биде. И јас мислев како дел од Мана уметник, дека ги представуваат сите по едно дело, 80-70 уметника колку имаат, кога реализирав дека сме само 7 одбрани, вклучувајќи ме и мене. Тоа беше еден од поголемите резултати, каде добив чекор на поголемите брати во њујорската, во америчката сцена. Што значи тоа?
колекционери, куратори, покана за изложба групна, галерија, да дојдете до галерија и така натака и така натака. Со ова, со што сум нивни уметник, пак ќе повторам, врз основа на резултат, нивниот видео оддел. Карл Фурман Sculpture Foundation, она е скулпторка, е се уште жива, жива легенда во областа на скулптурата, пионер на хиперреализмот во 60-тите години во скулптурата. И тоа го води она до ден денеска. Таа фондација што она ја има, помага на уметници така, меѓу кои се прават и изложби. Ова од лани имаше конкурс каде секоја земја може да аплицира и со уметници. Изборот беше сведен од сите земји во светот на 23, каде што и јас влегов представувајќи ја Македонија и бев многу среќна заради тоа. Отварањето беше негде крај на декември и имаше 3 награди, една за концептуална уметност, една за скулптура и една за сликарство. На моje големо изненадување, јас дури не ни бев присутна кога ги читаа наградите, зашто не ми се веруваше дека нешто ќе биде. Имав пријателка што требаше да ја испратам надвор и ми се јавува сопругот и ми вика: "Ма Марија го прочитаа, ама твоето име", и ја трчам напред. Тоа беше едно така, значи се виде дека не знам за тоа и така. Сакам да посечам дека за скулптура Јанис Маркопулос доби Грција, за сликарство доби Марија јас од Македонија и концептуално доби Джин Кигел од Америка. Гркот Јан Маркополос дојде лично да ми честита за делото кое беше остварено. Со Арт Базел Мајами, представувањето, со маркетингот, значи кога го направи они видеото, тоа беше представено на пред прес како представување на уметник, специфичен уметник со специфична авторско дело, значи автентично дело, приметено како специфичен израз дојден во Америка. Уште подобро ви кажа што сум толку млада, колку и да се рачунаме млада, не? И така натака, значи со овие резултати, пак ќе повторам, со огромно присуство во ателието, огромна работа, Марија Павловска Македонија сакаа да стават Фиро Македонија, јас не им дозволив. Значи, јас представувам Македонија. Тоа е, ова сум јас, еве го Јанис Маркополос, Грција. Светот не се, кога станува збор за права уметност и за уметност, доделува награди на правите автори и не се замара со никакви други работи. Ние двајца си честитавме, он дојде ке мене во ателје и поминавме многу убаво време. Потоа од нејзина покана со ние авторите, добиените награди, бевме на, да кажам, спектакуларна вечер и поминавме најдобро. Многу убаво. Со сите овие резултати, значи следи, не сакам да објавам која галерија, меѓутоа, да, следи онаму каде што сакам да припаѓам. Конечно се доаѓа до тие контакти и резултати и јавноста ќе има скоро, ќе објавам да ме види на њујоршката сцена и македонската. Малку и за монографијата сега да ни кажете за што стана. Галеријата со која што соработувам веќе 3-4 години, Drawing Room, секако пак, значи Drawing Room, они се специфични за цртеж. Веќе имав 3 групни изложби и една самостојна во овие последни 3 и нешто години, 4. Секоја година они одбираат автор кој соработува со нив, изложува или го представуваат, како имаат своја печатарска гранка, галеријата. Свој едиции прават, тоа се иде по едиција и 2015-14 ми објавија дека 2015 ме одбрале мене. Радоста не можам да ви ја објаснам. Со мана, со Арт Базел Мајами, со мојот специфичен израз, значи тоа е монографија, 10 години цртеж, drawing circles,
2005-2015, 2005-2015, еден распон од 2005-6, 6-7, 7-10, 10-13, 13-15, едни 5 циклуси на фантастични цртежи, каде што се вика reaction, реакција. Значи ти реагираш на времето, на моментот, на така, на доживувањето. И произлезе тврда и мека корица во издание на галеријата Drawing Room, Victory Hall Press. Ова е исто едно доживување каде што може да се одите на интернет, Drawing Room или на Amazon, моето име и Reaction и книгата може да се купи на Amazon исто така. Drawing Room. Специфично од каде се почнува, од каде е примарниот израз и така. Она на што денеска работам моментално и скоро ќе биде издадено, млада писателка Далас Атент. Соработуваме, таа има поетски читања, мојот сопруг исто има поетски, тие short stories, readings, како би ги нарекле на македонски. И приметена, она како што кажува, моето пишување е твојата уметност. Ме покани незината нова книга да биде поддржана со мои цртежи, така еден заеднички проект. Така фина една 80 страни книга со мои цртежи и нејзини short stories или поеми, како да ги наречам. И малце се одговлечи затоа што чекаше да биде во онаа печатарска куќа која што таа сака да биде печатарската куќа е Black Square, една од подобрите во Њу Јорк, собственост на еден од главните критичари на Њу Јорк Таймс, писател по професија и критичар во областа на уметноста, господинот Џон Јан. Така да тоа е еден исто момент што следи сега до декември. Сега кажете ни малку за уметноста. Еве, постојано ве забележуваат заради специфичниот израз. Од каде тој порив така за специфично изразување? Каде ја наоѓате инспирацијата? Еве, постојано да речеме овие активности кои што ги имате претежно се и маркетиншки повеќе и борба за опстанок. Колку време ви останува за уметноста и за она што вас ви е приоритет? Како работам, без присуство во ателието нема продукција. Се обидувам максимално, имате право, тоа се домашни обврски, работни обврски, менаџерски претежно. Максимално колку што можам да ги завршам во денот или ќе ги ставам само во еден ден или во 2 дена, значи максималното време е потрошено во ателје. Дали имам специфично време до 9 до 5, не можам тоа да ви го кажам. Некогаш ќе кажам денеска ќе имам малку работа, без разлика. Уметникот секогаш работи, значи денеска може да обтегнувам платна, денеска може да читам книга само во ателието. Се е тоа склоп на работа. Денеска може ќе работам на средување на мојата библиотека. Се е тоа дел на работа додека дојдеш до моментот на процес на работа. Секојдневно, да кажам дека кога поминувам времето од со оглед дека живеам во Бруклин, додека дојдам во музеот, ми треба 1 сат време и додека тоа се смириш, малце кафе, чај, додека почнеш целата атмосфера, едни добри 8 до 10 сати во ателје секој ден, можам слободно да кажам. Зборувам сега пишување на докторските истражување. Се е тоа, па тоа произлезе нешто друго што ме изненади како понатака при вибрации за да продолжиш до нешто друго. Тоа си иде се тоа така спонтано. Вие ме прашавте специфичен израз. Знаете како? Секој од нас, да го кажем едноставно, секој од нас има ракопис. Мојот ракопис не е исто вашиот не е исто Дејан нема ист ракопис од Јана и така натака. Кога тоа го счувуваш, значи уметноста е наш ракопис, авторство, и го гаиш твоето авторство, твоето видување, твојата перцепција како тоа треба да е поставено, како тоа треба да е
изведено и да не се помериш од тоа, остануваш ти свој. И мислам дека е тоа единственото нешто што можам да го посочам до сите автори да си бидат своји. Јас можам да да разбирам треба, па не знам како се издржува, па не знам, значи да не се подклекнува на она како што ти мислиш да го запишеш. Во секој случај е запишување. Тоа е твој ракопис. Во моментот кога не треба да ставиш ни подпис и се знае дека ова дело е на Марија, си дошол на момент на сцена авторски. Јас тоа го работам и сум го успеала до моите години да го донесам во светски размери. Во светски размери. Еве во вторник патувам во Истанбул, пред 2 недели на 2 дена бе во состанок во Њу Јорк, што мораше да се оствари, никој не те прашува можеш или не, значи отидов за 2 дена, се вратив затоа што морам да сум и во Скопје. Еве ви кажав се штампа книга, сега одам еве во Истанбул, па ќе се вратам, значи мораш да си присутен и сето тоа е творење, како да ви кажам. Сето тоа придонесува таа вибрација, тоа трчање, тоа, сето тоа, како тоа се издржува, ние си знаеме. Тоа јас само си знам. Меѓутоа се остварува. Љубов кон работата, не откажување кон она што сакаш да го кажеш. Колку и да е тешко, прифатено, неприфатено, критикувано, работата си го прави своето. На крајот сепак ќе си дојде на површина. На крајот ќе си дојде на површина. И ви за крај да ни кажете што е за вас уметност? Цел живот сте со уметноста? Како ја Уметноста е доживувате? опасна професија. Уметноста треба да е вистинска. Во уметноста не треба да има лага, треба да е кажано времето, чувството, она во кое живееш како што е. Ете тоа е уметноста. Таа уметност понатака од колку милионски број на уметници, историјата го трга она што е вистинско во моментот на творење. Значи, ние имаме документ на едно време. Тоа се развива, нели, праисторија, па Египет, па и Ренесанса, импресионизам. Секое време, поради социолошките услови, нели, донесува до одреден израз, мислење. Едно време. И авторот е оној кој треба тоа да го каже вистински. Писателот, музичар, музика, уметност. Правото, кое не е искривоколчено, кое не е допадливо, кое не е изгинјавено, останува во историја. Оној кој повлекува, оној кој кажува вистински како што е, дали е тоа фигуративна, абстрактна, не навлегувам, концептуална, значи оној што го тоа вистински поставува, пренесува, ете тоа е уметност. Вистината е уметност. Уметноста е вистина. Еден документ на време и затоа културата е толку важна на една земја. Останува културата, вие имате документ, значи како се развивало. И кажете ни еве кој бил ваш идол, да речеме? Сте се образувале Со оглед на мојот експресивен линеарен запис, да кажам, уште од магистратурата, дипломската, мојот професор Марија, треба да се видиш ти со експресионизмот, со информелот, значи тоа почна. Тоа почна, се развива во насака на поголеми празни површини и моje запишување или дета, значи сега во поновите работи јас пишувам внатре, имам текст внатре, ни самата не знам тоа што станува, значи е тоа повеќе линеарен запис отколку поема или текст што треба да се прочита, така да ете во тоа сум приметена. Црно-белиот момент кај мене, значи работам огромни црни површини со црно и бело поставено платно или објекти или тој мој линеарен е специфично приметено. Се иде на сакам да го објаснам не малтретирањето, значи сите ние
во односна ситуација на крај излага многу едноставно, да или не. Ке имаш или нема да имаш, ке добиеш или нема да добиеш, ке одиш или нема да одиш, ме разбирате? И сакам тој минимализам, тоа чувство на инк и јанг, на добро и лошо, на да и не, да го сведам на така да уметноста има и една метафорична доза на присуство, мистична, метафорична, како да кажам. Не ми кажавте за уметник кој ви е идол? Дали имам идол? Не? Од кога сум во њујоршката сцена, можам да го посечам жив уметник, има некои 80 и нешто години, Ричард Сера, за кој уште во Париз ме посочија дека има момент меѓу Ричард Сера и Саид Твомли. Јас не знам колку се сложувам, да, ние сите имаме можеби влијание или ќе видиш ти каталог од уметник што него не знаеш од другата страна на светот, а тоа идат вибрации, разбирате, тоа универзумот, тоа како иде, ќе се зачудиш како е. Јас толку сум млада, ја не сум ги знаела овие уметници, срамота или не е срамота, ништо не е срамота. Меѓутоа, баш сега пред да дојдам, тој имаше нови неприкажани дела во Гаґозијан галеријата во Челси. Тој ги работи тие огромни скулптури со ненормални, со големи формати и да кажам дека е нешто фантастично. Значи, не можам да го наречам не уметник, тој е научник. Не е тоа само скулптура, тој го поставува така на тој начин, например, еве, ќе ви кажам, последната изложба се вика NJ1, не знам зашто така. Тој поставува 3 метални површини, 82 тона еден, поставени на размак, каде што при поставувањето има триаголник, каде што ти кога стоиш до 82 тони нешто што не се помине, како се осеќате? Не може да се помине, тоа иде па на друго. Ме разбирате? Значи метафорично, не е само тоа скулптура. И оставил мал простор за да увидиш дека секогаш има простор, барем јас тоа така го доживеав, ме разбирате? Така да уметноста поучува, правата уметност ти го покажува патот. Ти покажува да бидеш на своите ноги како што треба да бидеш, што и да е во својот живот, не фамилија, не знам ова, не. Значи права уметност. И сега ќе речете, леле, колку е тоа скапо. Боже, нема тука се работа човек или сега. Значи правата уметност, ако не знаете, прашајте. Куратор, значи има тоа опасна професија, куратор. И што значи права уметност во вашиот дом? Може би е тоа ваше едно патување. Тој црташ кошта колку едно патување, одмор, зимски, не знам што. Сега, кога го имате вие, кога имате таа информација до вас, толку вие сте напред со свој, значи тоа е информација која делува на вас. Слика, скулптура, инсталација, не е важно, цртеж од добар автор. Со тоа што е до вас, таа пушта вибрации, значи тоа е снажно, тоа е така поставено и тоа рефлектира на вашиот живот, како ви е понатака, која е вашата перцепција, што само вас ќе ви помага. И сега во тоа, дали е тоа скапо? Тоа е уопште не е скапо. Тоа е и да кажам инвестиција што понатака само може да имате бенефит вие. Бенефит вие. Да. Ете, тоа сакам јасно да го кажам. Што значи права уметност и зашто права уметност треба да биде до вас? Ете. Тоа е. Ова е многу добро што го кажавме, како ми текна, не знам. Монографија. Не знам тоа, ама затоа интервју е многу добро. Мана Contemporary, ова е претходната монографија, има, значи, монографија што направиш да се објасни од каде се почнало, какви се просториите, кои се галериите, со представување на уметници внатре, значи тоа се фантастични простории,
како тоа изгледа, какви изложби и меѓу еве можам да кажам еве Пизели, тој е фантастичен автор, еве друг автор, Карл Фурман Foundation, што ви кажав, значи таа имаше самостојна изложба таму представена, ете го хиперреализмот, и она е пријател на Мана, ете Карл Фурман, и представување на мене како уметник натре, Лили Алмон од Израел, Ига Лозари е жива исто легенда, жив автор, кој хиперреализмот во сликарството го реинкарнира, да кажем, и е еден од единствените поставени уметници во светски размери. Тој е ко-директор во Мана Контемпорари. Ко-директор, да. Директорот се вика Иджин Лимаи, исто така е уметник по професија. Може Мана Контемпорари има е епицентар на све што е најдобро, значи Ричард Мајер, исто живата легенда, архитектот. Неговиот приватен музеј е на пола спрат на третиот спрат, значи ја имаме Ричард Мајер перманентната колекција. Гери Лихтенштайн е печатарска куќа, да, тоа е фамилија на Лихтенштайн. Исто е во Мана Контемпорари, печатарска компанија, графики. Еве, Мана Контемпорари. Еве го кафето. Дел каде што се состануваме, тоа како изгледа. И така. Ова е за танец нешто. Карл Армитраж е моментално кореографка што живее во Америка, има свое денс студио во Мана Контемпорари. Таа е Карл Армитраж е особа, кореографка која има изведено нови танцовни чекори кои се влезени во историјата на танцот. Да не повторувам живи легенди, меѓутоа сум меѓу нив. Тие се дел од Мана.